издание. Адвокатите кои го застапуваат свиркачот бараат заштита на неговиот идентитет. Американскиот претседател бара средба со тој кој го обвинува. Премиерот Зоран Заев е оптимист дека Франција и Холандија ќе го следат примерот на Германија и ќе дадат зелено светло за доделување датум за преговори. Пловечка лабораторија го тестира квалитетот на речните води во главниот град на САД. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Адвокатите кои го застапуваат свиркачот, чии наводи предизвикаа барање за импичмент на американскиот претседател Доналд Трамп, велат дека е неопходно да се заштити идентитетот на лицето. Трамп пак вели дека заслужува да се соочи со оној кој го обвинува. Правниот тим објави копија од писмо испратено до Националното разузнавање во кое се вели дека нивната загриженост за личната безбедност на свиркачот се зголемила во текот на изминатата недела и дека очекуваат состојбата да се влоши, како доказ ја цитираат изјавата на претседателот. Утре е закажан нов протестен марш во Хонг Конг, иако полицијата го забрани. Се стравува дека ќе дојде до нов бран насилства. За време на протестите во неделата демонстрантите фрлаа молотови коктели врз владиниот комплекс. Премиерот Заев е оптимист дека Франција и Холандија ќе го следат примерот на Германија и ќе дадат зелено светло за доделување датум за преговори, јавува нашиот дописник Владимир Мирчевски. Земите се позитивни, едно, 10 до 20% од говорите во Обединетите нации почнува и завршува со примерот на Преспанскиот договор, со моќта на дипломатијата, диалогот, колку е тоа важно. Верувам, сето тоа ми е доволна причина да бидам оптимист. Јас сум оптимист, но секако треба разговори. Со Бугарија не им е лесно. Има и таму критики, зошто ова не вака, зошто другчие не било направено. Холандија и Франција не заради нас имаат своја дебата внатре со граѓаните. И тоа е легитимна дебата, која што дефинитивно ќе ја продуцира нивната конечна одлука, која што има така и другите земји, но дефинитивно сублиматот на сите информации ме прават оптимист. Председателот Доналд Трамп својата кандидатура за реизбор ја поврзува со силата на американската економија. Во услови на зголемена загриженост поради потенцијално забавување на економијата, се размислува за намалување на даноците и на каматните стапки. Петци Видасковара известува од Белата куќа. Анкетите покажуваат дека повеќето американци сметаат дека во моментов економијата е силна и дека председателот Трамп е заслужен за тоа. Веројатно сега имаме најсилна економија во историјата на нашата нација. Но некои аналитичари очекуваат растот да ослабне. За време на изборите тој постојано зборуваше за раст од 3, 4, 5%. Нема да го постигнеме сето тоа. Би бил изненаден ако економијата во 2020-та надмине 2% реален раст. За забавувањето, Трамп гледа вина и во медиумските извештаи. И каде што медиумите се обидуваат да молат, знаете, тие многу сакаат рецесија. Некои аналитичари сметаат дека со ова председателот ги штити своите вложувања во економијата. Кога има проблеми во економијата, луѓето имаат тенденција да ја обвинат актуелната администрација за тоа. Тогаш е поверојатно дека ќе сакаат промена, различен вид лидерство од друга партија, во надеж дека можеби другите би постигнале подобри резултати. Трамп повика федералните резерви да ги намалат каматните стапки на 0, а дури пониско. Тоа би овозможило на федералната влада да го рефинансира долгот по пониска цена. Трамп рече дека е неправедно Америка да плаќа висока цена од други држави, вклучувајќи ги европејците, кои извршија уштедно намалување на стапката на минус 0,5%. Денешните одлуки беа донесени како одговор на постојаниот недостаток на инфлација во однос на нашата цел. Со негативни стапки банките треба да плаќаат за да ги задржат своите пари наместо да ги поземуваат. Аналитичарите велат дека пониските стапки ќе помогнат на федералната влада да заштеди пари, но вистинското прашање е нивото на долгот. Тој вети елиминирање на долгот. Всушност, долгот под неговото председателство драматично се зголеми. И покрај тоа што председателот бара повеќе, се очекува бордот на федералните резерви да изврши скромно намалување само за четвртина, за да се спречи растечката неизвестност. Политичките фактори апсолутно немаат никаква улога во нашиот процес, а јас и моите колеги не би прифатиле никаков обид да ги вклучиме во нашето одлучување или дискусии. Бидејќи трговската војна со Кина влие на американските земјоделци и производители, Трамп размислува за уште една рунда намалување на даноците, зашто вели ќе биде многу инспиративна.
Во нова лабораторија, сместена на брод кој плови по реката Потомак, се испитува квалитетот на речните води во главниот град на САД. Резултатите од анализите ќе се користат во идни еколошки проекти. Дебора Блок има повеќе. Карл Шајдер волонтира во организација што се грижи за заштита на реката Потомак. Тој секоја седмица зема примероци од водата во Александрија, Вирџинија, во близина на Вашингтон. Истовремено ја мери киселоста, заматеноста и температурата на водата. Квалитетот на водата опаѓа кога атмосферската вода ја загадува реката. Во блиското пристаниште Джип Джонсон е неформален чувар на реката. Градовите мора да водат сметка за отпадната вода. Реката е долга 650 километри. Тече низ Вашингтон, Мериленд и Вирџинија. Потомак порано беше многу загадена река. Последните години квалитетот на водата е значително подобрен. Дин Најокс редовно патролира покрај реката и ги следи загадувачите. Се уште има проблеми. Ако сакаме чиста вода за идните генерации, мора повеќе да се трудиме. На друга локација во Александрија, остатоци од нафта од фабрика затворена пред неколку години протекуваат во водата. Фабриката била во собственост на градот Александрија, од каде вела дека работат на решавање на проблемот. Ова е ризик за јавното здравје. Усвоивме законска регулатива според која градот треба да го реши проблемот до 2025. Примероците од вода Шајдер ги носи во блиската лабораторија сместена на брод. Се што е на патиштата, тротоарите, парковите, тревниците се влева во реката. Резултатите од анализите се објавуваат во водичот за пливање, веб страница и апликација, која го следи квалитетот на водата на илјадници плажи низ целиот свет. Целта е луѓето да знаат кога е безбедно да бидат во допир со водата, кога не е. Еколозите бараат поголемо ангажирање од сите. Не смее да се фрва пластика во реките. Мислам дека работењето на локално ниво е на вистина важно. Граѓаните пак сакаат да уживаат во реката Потомак. Тоа е фантастична, прекрасна река. Наоколу има убави гледки, водопади, заливи. Управувањето со инвалидска количка бара маневрирање, но со вили не мора да се употребуваат рацете, бидејќи количката може да се управува со обично подигање на вегите. Од прилогот на Тина Трин ќе видиме како е тоа можно. Одредени изрази се многу експресивни, додека други буквално можат да ве придвижат. Така е со вили софтвер кој овозможува управување со инвалидска количка само со израз на лицето. Квадриплегичарите и други кои не можат со раце да управуваат со моторизирана инвалидска количка, тоа може да го прават со изрази на лицето како испраќање бакнеж со насмевка или кревење на вегите. Бразилскиот стартап Hobox Robotics ја нуди оваа можност за $300 месечно. Камера ги регистрира изразите на лицето на корисникот. Софтверот многу прецизно ги следи движењата на устата, очите и вегите. Вграден компјутер кој генерира 3D мапа на лицето препознава 11 различни изрази. Технологијата функционира без оглед на позицијата на главата. Джим Рајан е квадриплегичар кој ја користи само главата за контрола на својата инвалидска количка. Можам да ја вртам само главата, на лево и десно. Претходно бев многу лимитиран. Ова прави голема разлика. И најмали знаци на лицето брзо се толкуваат неколку секунди пред да биде направен целиот израз. Ваквата прецизност овозможува навигација во реално време преку роботска рачка која управува со инвалидска количка, но некои се загрижени за практичноста на оваа технологија. Изразите на лицето не се секогаш намерни. Например, одите по улица и се смеете на некоја реклама без да бидете свесни. Можеби ќе биде потребно навикнување, но Пинхеро вели дека е најважно што на корисниците им се овозможува поголема независност. Со вили добивате мобилност, но и самостојност и самодоверба. За оние кои не можат лесно да се движат, ова е причина за насмевка. Тука е крајот на News Flash. Ви благодарам на вниманието. Гледајте не утре.